студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Кај 9 лица биле направени непотребни операции на срце, утврдија странските експерти кои ги ангажираше Министерството за здравство. Анализирани биле вкупно 13 случаи, а извештајот ќе биде доставен до надлежните истражни институции. Надлежните институции ќе треба во состојба на извештајот, кој што извештај вели дека во 9 од 13, значи крајниот од странската стручна комисија, се непотребни интервенции, ќе треба да се произнесе што понатаму. Комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Тие пациенти се живи. Ако пациентите ги барат извештаите, ние ќе ги доставиме до нив. Во 2018 бил третиран со пейсмекер во една институција, во 2024 во друга институција коронографија е направена, во трета институција во 24 опериран и во четврта институција коронографија е направена на истиот пациент. Така да затоа ги спомнувам дека сите институции се веќе предмет на анализа и за сите институции ќе биде извештајот доставен до надлежните. Документите кои што излегуваат од Министерството за здравство или пак од Лекарска комора или од ДСЗИ, кои што се еден вид стручен надзор, немаат тежина на вештачење. Тоа е само материјален доказ. Вештачењето понатаму му помага на обвинителството да го потврди обвинителниот акт и да почне судењето или пак да го отфрли. Целта е намалување на ризикот од компликациите и да се носат колективни одлуки како би се избегнале непотребни процедури и да се намали нормално смртноста кај пациентите. За 3 дена истекуваат државните мерки за горивата, додека цените на светските берзи и натаму растат. Детали за тоа дали од понеделник ќе точиме поевтини горива ќе има во следниот прилог. Поевтин бензин и дизел ќе точиме и од понеделник. Владата на вонредна седница ќе одлучува за продолжување на мерките кои истекуваат на 18 мај. Поради растечките цени на нафтата на светските берзи, очекувано е мерките да останат во сила, велат од владата. Во моментов кај бензините активна е повластената стапка на ДДВ од 10% и намалената акциза за 2 денари. Кај дизелот пак акцизата е пониска за 4 денари. Во понеделник истекува и важноста на попустот кој ОКТА им го даде на бензинските. И тоа 2 денари за бензините и 3 за дизелот. Министерката за енергетика најави дека ќе се преговара неколку дена пред истекот да продолжи и овој попуст. И бизнисот смета дека државата треба да ги искористи сите механизми кои ги има на располагање за да ја држи инфлацијата под контрола. Воспротивно, не само граѓаните, туку колапс им се заканува и на компаниите. Инфлацијата е најголемото зло што може да ни се деси на една држава. Јас сум мобина во тоа и знам што значи. Ќе направам све и ќе барам све што е во можност да се држи под контрола, да се искористат сите механизми, затоа што таа ако дојде во нашето стопанство заради неговата структура ќе биде тешка катастрофа и тешки последици ќе остави и мислам дека треба да направиме све сите надлежни институции да не дозволиме некакво ескалирање на состојба. Бар во делот каде што ние можеме да влијаеме кај неувезената инфлација, кај увезената тука сме немотишо. Инаку неделава почна со скок на цените на нафтата, откако Трамп изјави дека одговорот на Иран за прекин на војната, кој им го понуди САД, за нив е неприфатлив. Во моментов Брент нафта се продава за нешто над $105 за барел. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Председателот на владата Христијан Мицковски денеска ќе ја посети општина Кичево. При посетата премиерот Мицковски ќе изврши увид во реконструкцијата на спортската сала Јанчица, како и на улицата Маршал Тито, како и на улица во село Србица. И власта и опозицијата бараат оставки од обвинителите по запрената истрага за набавката на мазут. ВМРО ДПМН бара оставка од шефот на организираниот криминал, додека пак опозицијата бара повлекување на државниот јавен обвинител по телефонскиот разговор со премиерот.
До кога Исламабази, кадарот на Ахмет и Филипче Изаев, планира да биде джелатот на правдата и да испорачува за ова криминално трио? Се додека правосудството во Македонија е предводено од ликови како Ислам Абази, вакви контроверзни одлуки во полза на СДС и ДУИ ќе доминираат. Ислам Абази треба да си поднесе оставка и веднаш да го остави обвинителството во рацете на професионалците, кои поради него и таквите како него не можат да дојдат до израз. Нема правда, има контролирано судство и обвинителство лично од Мицковски. Обвинителот Ненад Савевски после овој скандал треба да си даде оставка. Поради сомнеж во независноста во обвинителството, СДСМ не гласаше за него. Тогаш тоа и јавно го кажавме. Сега сите гледаат дека бевме во право. Се што има врска со Мицковски, однапред знаеме дека не е независно. Во продолжение следуваат и вестите од светот.